Јас како министер надлежен за секторот енергетика во државата, иако немаме директни ингеренции во овој дел, но во легислативата секако имаме и тоа е завршено, затоа би сакал, тука е јавно да повикам за сите да се ги почитуваме законите, одредбите од законите што произлегуваат, се со цел да не направиме штета во делот на снабдување на електрична енергија, но и во делот на електродистрибутивниот систем во нашата држава. Да, точно е дека има загуби на електрична енергија, но загубите на електрична енергија во нашата држава не се само во Арачиново и да се земе само Арачиново како општина дека не се плаќат фактури на електрична енергија или пак да бидам и подиректен тоа што го слушаме овие денови, посебно последните 24 часа, дека се краде електрична енергија. Во секоја општина, па и во секоја семејство, понекогаш има некои што не ги почитуваат, значи, регулативите на тоа што треба да се одржиме и затоа од понеделник ЕВН, екипите на ЕВН, тоа што е договорено денеска, непречено ќе дојдат на терен, ќе работат и на таков начин ќе почне да се наплата електричната енергија во општина Арачиново, но не само во општина Арачиново. Мора да имаме непречен пристап до нашите основни средства, тоа се далеководи, трафостаници, броил. Мора да обезбедиме тие истите да мерат точно. Мора нашите екипи да можат непречено да работат. Не само да работат, туку откако ќе си заминат тие средства мора да останат безбедни. Тоа беше главната дискусија денеска и се надевам, искрено верувам дека во иднина тоа ќе функционира така.